За подготовка на овој рецепт потребни ви се 3 јајца, може и повеќе, може и 2, зависи од тоа колку лепчиња правите и потребни ви се 3 до 4 лепчиња. За почеток ги кршиме јајцата кои што ни се потребни за подготвување на овие вкусни лепчиња кои што ние денес ги правиме. Како што можете да видите, веќе започнав со тоа. Еве го додавам и последното јајце. Јас решив да додадам 3 јајца, бидејќи лепчињата кои што ќе ги правам денес се поголеми и ќе влезат сите овие 3 јајца. Следно што правиме, ги матиме тие јајца и откако убаво ќе ги изматиме, одиме кон следниот чекор за приготвување на овие лепчиња. А кој е тој чекор? Тој чекор е брцкање на лепчињата во изматените јајца. Значи, јајцата се подготвени и одиме кон следниот чекор, како што кажав, а тоа е брцкање на лепчињата во нив. Еве го првото. Одиме убаво од сите страни и истата постапка ја повторуваме со преостанатите 3 лепчиња, бидејќи јас решив овој пат тие да бидат 4, да сакав повеќе, не можам тоа да го направам бидејќи просторот кој што е во ерфраерот за печење ми дозволува да ја направам 3 или максимално 4 лепчиња. Еве ги поставени во ерфраерот за печење и бидејќи малце ми остана од јајцата, тоа што остана ќе го дотурам на самите лепчиња. Овие лепчиња може да одат со кисело млеко, јогурт или сирење. Овој пат јас решив нив да ги јадам со добро познатиот битолски јогурт. Ете ги подготвените лепчиња, а јас сега можам да седнам и да ги дегустирам.